Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, денес на дневен ред на оваа комисија имаме комплетно нов и нејасен закон со нејасна постапка за регистрација, надзор и контрола на примената и употребата на податоците, но и закон кој требало, според владата, да се донесе по скратена постапка и ЕУ знаменце, за кое праксата покажува дека секогаш се става онаму каде што треба да се сокријат недобрите намери на власта. Уште на самиот почеток сакам да потенцирам дека да, се согласуваме дека треба да постои регистар на задолжително социјално осигурување, но дефинитивно не истиот да се донесе на ваков начин и со бројни нејасноти кои секако отвараат многу сомнежи за кои би сакала да продискутираме на денешнава комисија. Значи, прво, со предлог законот за задолжително социјално осигурување се предвидува сосема ново тело и сосема нов начин на задолжително социјално осигурување, кое ќе ги пресметува сите осигурувања и ќе ги земе сите овластувања од бројни институции, како што се Пензиски фонд, Здравствен фонд, Агенција за вработување, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство и така натаму. Второ, предлог законов содржи 50 члена, што значи дека ниту е малечок законот, ниту пак е едноставен за да оди во скратена постапка. Дополнително, спроведувањето на овој закон предизвикува финансиски последици врз буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. Трето, на власта, која веќе 7 години е власт, и во текот на овие 7 години не увидела дека недостатоците и неточноста на податоците во однос на пресметаните и платените придонеси доведуваат до долги и спори постапки за остварување на правата од социјално осигурување, па сега на еден чекор пред избори и се брза. Значи, власта која не го пронајде хакирачот на системот, истата власт која не откри и одговори дали навистина се исплатувале пензии на странски државјани, денес, замислете, преку најпартизираната институција, Министерството за труд и социјална политика, брза да формира ново тело, наречено Управа за водење на регистар за задолжително социјално осигурување. И да почнам со ред. Годишните фискални импликации за функционирањето на новото тело, управата, изнесуваат 36 милиони денари, од кои 19 милиони денари се наменети за плати на околу 20 вработени, при што во законов не се наведува дали тоа ќе се нови вработени или превземени, IT административен кадар кој би бил надлежен за работата и одржувањето на регистарот, значи не случајно го потенцирав ова би, затоа што во законот стои би бил, што значи дека може би и не би бил, бидејќи, ако сте сигурни дека би бил, би стоело ќе биде надлежен за. И 17 милиони денари за материјални расходи, предвидени главно за одржување на софтверот на регистарот за задолжително социјално осигурување. Сега, има и еднократни трошоци поврзани со воспоставувањето на самата управа и регистарот, ама истите не можеле да се презентираат, затоа што во тек биле изработки на технички спецификации, бидејќи со оваа влада се е во тек. Реализација нема, се е во тек. Значи, не можело да се почека да се изработат овие спецификации, па законот да биде комплетно и јасно презентиран, бидејќи законот, макар и нецелосен, мора да се протне. Сега, не сум правник, но многу ми се контрадикторни член 2 и став 2 од член 3. Имено, во член 2, кој ја кажува целта на законот, се вели, цитирам,
Целта на овој закон е да се воспостави единствен регистарски систем на управување и евиденција на сите податоци поврзани со системот на задолжително социјално осигурување, која ќе придонесе за ефикасно остварување на правата и обврските кои произлегуваат од задолжителното социјално осигурување. Ама пак, веднаш потоа, во членот 3, кој се однесува на примената на законот, во став 2 се вели, повторно цитирам, за прашањата во однос на евиденцијата на задолжителното социјално осигурување, кои не се уредени со овој закон, се применуваат законите со кои се регулираат здравственото осигурување, пензиското и инвалидското осигурување, осигурувањето во случај на невработеност, задолжително капитално финансиско пензиско осигурување, како и наплатата на придонесите за задолжително социјално осигурување, како и прописите донесени врз основа на овие закони. И сега прашањето ми е: во овој единствен регистарски систем ќе се опфатат сите податоци поврзани со системот за задолжително социјално осигурување или нема да се опфатат? Па луѓето нема да знаат каде и по кој закон да тераат, бидејќи во истиот закон во член 2 се вели сите податоци, а во член 3 се вели дека има прашања кои не се уредени со овој закон, за кои пак ќе се применува законот за општа управна постапка, согласно член 3 став 6. Молам за појаснување. Како што спомнав, средствата за работа на управата се обезбедуваат од буџетот, а управата ќе се обезбедува и сопствени приходи од оние кои ќе сакаат потврди во хартиена форма, како и од годишниот надомест кој ќе го плаќаат адвокатите, сметководителите, овластените сметководители, како регистрациони агенти за регистрација во регистарот за задолжително социјално осигурување, што според мене е дополнителен трошок за оваа целна група. Висината на надоместоците ќе се утврди со тарифник кој на предлог на директорот на управата ќе го донесела министерката. Ќе го донесела, значи не е донесен и тој, ќе. Со управата ќе раководи директор кој ќе го избере владата, секако во отворена, фер и транспарентна постапка, како што си е ред и пракса. Исто така директорот не треба да вршел функција во органи на политичка партија, па да се надеваме дека нема да биде црпнат од фотоалбумите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, како и до сега, нели? И на самиот крај, глава 11, член 44, сакам да бидеме начисто. Став 1, цитирам: управата ќе отпочне со работа во рок од 1 година од денот на влегување во сила на овој закон. И став 2, директорот на управата ќе биде именуван во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон, значи 8 дена од објавувањето во службен весник, а ќе отпочне да се применува во рок од 24 месеци од денот на влегување во сила на овој закон. Исто така и подзаконските акти ќе се донесат во рок од 1 година од денот на влегување во сила на овој закон, а регистарот ќе се воспостави во рок од 2 години од денот на влегување во сила на овој закон. Сега, моето кратко и јасно прашање е: дали управата како ново тело ќе се воспостави веднаш по влегувањето во сила на овој закон, односно после 8 дена од објавувањето на законот во службен весник, или 24 месеци од денот на влегување на овој закон во сила? Во одговорот на ова прашање лежи целата смисла или поточно оправданоста или неоправданоста на целово брзање да се донесе законов. Бидејќи подолу, член 46 вели, цитирам: работното тело за имплементација на регистарот ќе се формира и ќе отпочне со работа најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на овој закон, а членот од редот на вработените во управата ќе биде назначен во рок од 2 месеци од отпочнувањето со работа на управата и именувањето на директорот. Значи, директорот брзо ќе се именува во рок од 2 месеци, нели, додека сте се уште власт, и тука лежи зајачето.
може би овој пат не е сивичко, тера малку кон црничко. Ова ја побива вчерашната теза од самопрогласените борци за лицата со попреченост на Комисијата за труд и социјална политика, за тоа дека воопшто не било важно кој ќе биде директор. Напротив, вас само тоа и ви е важно. Кој ќе биде директор. И токму затоа, вака сложен и нејасен и пред се нов закон, носите по скратена постапка и ЕУ знаменце. Очекувам одговори. Ви благодарам.